Така, како што сами знаете, ние смо стечајна, значи, маса на граѓани која не зима никакви приходи од никаде. И социјалец има нешто, а ние немаме ништо. Така што покрај тој што немамо ништо на наши сметки, блокирани су на сметки. И уместо по 2300 да плаќамо радиодифузна такса принудно, барав нам, значи, банки по 2000 денара за да нам ги отблокира сметки. Што е најсмешно, да не е трагично, било би смешно. Така што од тука, значи, е овај протест, мировен протест, мада сака да не прикажат како хулигани, па еве колку што можете да видите, полиција стои пред врата. Никаде нема во свет пред институција да стои пред врата полиција да брани никога од нас. Не смо хулигани да нападнемо унутра или да правимо нереди, него да изразимо еден протест мирован и да побарамо прием, за да ги укажемо овие работе на господу од УЈП, за да може да ја сватим наша ситуација и да бараме ослободување од најзагрозени, значи, стечени работници и социјалци. Така што имаше одбивање, значи, и од социјалци, оние кои зимају, значи, социјална помош, зима 2400 социјална помош, по 1000 денара и нешто му е скратено од сметка, така што е недозволиво. Од боловање се киневе, лично мене намажнije од боловање, одузето 3000 и нешто, така да се стави крај, значи, на едно модерно силување од страна на ова влада спрема овај глада напатен народ и да се изнајде некој соедветно решение каде што може да се искомуницира, да се издоговори како и што да се решава овај проблем. Барате ослободување од плаќање на сметки. Да, за оние најзагрозени што не зимаат ни динар, во фамилија двајца су, например, стечени работници и за социјалци кои су исто во редови кај нас стечајци, сакаме да бараме изузеќе и да се изготви што подхитно овој спискови, не да се ослободи, ако треба и да се пролонгира некој пат кога ќе може да плати. Ми сакамо да бидеме нормални граѓани, сакамо, значи, да плаќамо сметки од што? Треба таа влада да се запраша од што? Еве ga предлог закон, видите, закон какав е донесен. Значи, пак смо ми 6000 стечени работници изземени од ова. Као наводно акционерски друштва со на фирме, не со собственост на држава, мада преко ПИОМ, здравство и УЈП смо држава. Ама има пак поделби. Значи, многу е лесно да се дели, а многу е тешко да се излезе во пресред нова категорија на работници, за да се најде соедветно решение, за да не се прави Босна, Украина, за да не се прави револт меѓу граѓанство, него да се изнајде решение и да се, ако треба, и ослободат овие лица, зашто вистина немаат што да плаќат сметки. И не е само оваа сметка, тука е за струја, за се. Така, сите стечени работници ќе поднесат барање за обештетување, значи, овај закон. Па има над 100 и нешто што су веќе поднели. Меѓутим, шетавме со шалтер на шалтер. Тераме кој бишан људи у године над 57 годишна возраст су бишани на 6 месеци пријавување, сега ги враќам на месец ден. Така што од шалтер на шалтер мешање и самите службеници велат дека не опфаќа овај закон.